Почитувани, дозволете на почеток да ви го честитам 11 октомври, денот на народното востание против фашистичкиот окупатор. Борбата со обесправеноста продолжува и денеска и во тој дух, и денеска ќе ги одржиме овие две последователни пресконференции. Почитувани, мега скандалот Шик Јелак е корупцијски мега скандал за кој што Државната комисија за спречување на корупцијата не реагира, како што не реагира за ништо во делот на високата корупција во која што има индиции за вмешаност на лица од владата на СДСМ и ДУИ. Почитувани, во духот на антикорупцијските политики во време на избори, недозволиво е да се прават и прифаќаат измени во детален урбанистички план, со кој што субјекти би се стекнале со огромна материјална корист, а за кој што веќе е познато во јавноста. Деталниот план за Шик Јелак, оној за кој што Заев нарача гласање во Тетовскиот совет веднаш по изборите, морал да добие одобрување од Министерството за транспорт и врски од тогаш министерот Горан Сугаревски од СДСМ. Барањето за одобрување на ДУП-от од општина Тетово до Министерството на Сугаревски од СДСМ е поднесено на 21 февруари оваа година. Односно е поднесено 6 дена откако беа распишани изборите и беше распуштено собранието на 15 февруари оваа година. Почитувани, ова е образложението од Министерството за транспорт и врски, каде што општина Тетово до Министерството за транспорт и врски поднесува барање со број 10.280/7 од 21.2.2020 година за согласност на конечен предлог детален урбанистички план за делот блок 57, односно за Шик Јелак. Министерството, водено од СДСМ, тогаш од Сугаревски, го одобрува планот на 28 февруари. Внимавајте! 400 страници документи за детален урбанистички план за 230.000 метри квадратни со натамошна предпоставена добивка од 200 милиони евра. Се донесува за само 7 дена, од кои што од тие 7 дена 2 се викенд. Министерството одобрува ДУП за згради со 2000 станови, 8000 предпоставени жители, каде што се вклучени и онаа нарачана бензинска пумпа, како и со најголемиот трговски центар во Македонија. Сето тоа е разгледано и одобрено од Министерството на СДСМ за само 7 дена. Почитувани, ова е согласноста издадена на 28 февруари 2020 година, 13 дена по распишувањето на изборите и распуштањето на собранието во Македонија, до општина Тетово, согласност по барање испратено од 21.2.2020 година, што значи за само 7 дена. Почитувани, парламентарните избори годинава требаше да се одржат на 12 април. Одлуката за предвремените парламентарни избори е донесена на 15 февруари и тогаш се распушти собранието. И од тогаш започнува тој предизборен период, предизборни правила за институциите на државата. Според позитивните законски норми, институциите на државата работат и одлучуваат исклучиво, само и само за неопходни работи. Одобрување на детален урбанистички план не е итна работа и не е неопходна работа. Согласно законите, согласно духот на антикорупцијските политики во време на избори, ова е корупцијски скандал. За носењето на ДУП-от за Шик Јелак, тогашниот министер за транспорт и врски од СДСМ Горан Сугаревски влегува во сериозен антикорупцијски скандал со спротивно на антикорупцијскиот дух и работи со што има сериозен судир со законот. Министерот на СДСМ одобрил ДУП за само 7 дена во период кога се распишани избори. Почитувани, Државната комисија за спречување на корупцијата мора да се истигне од скутот на мафијата. За Шик Јелак и инволвираните лица во скандалот има премногу докази за корупција. Ви благодарам.